Ќе видиме кога ќе заврши ова со тортурата во затворите, најдобро кажува колку Македонија ги презема врските од Советот на Европа. А наред информацијата за тоа дека 15 американски конгресмени во писмо до државната секретарка Хилари Клинтон даваат поддршка на Република на Македонија, нарекувајќи еден од најверните американски сојузници. На линија го имам Ведран Антоновски од Гласот на Америка на македонски јазик. Тој е во Вашингтон. Ведран, што конкретно бараат конгресмените од американската влада? Боријан, 10 демократски и 5 републикански пратеници во 435 члени од Конгрес бараат владата да го преразгледа македонскиот придонес за стабилноста во Јужниот Балкан и американските надворешно политички цели таму, но и во Авганистан, Косово и Блискиот Исток. Конгресмените на чело со демократот Бил Паскрел од Нью Џерси, републиканецот Марк Саудер од Индијана, велат дека Република Македонија е еден од најверните американски сојузници и доверливи партнери. Во писмото се истакнува мирната транзиција на Македонија по распаѓањето на Југославија во стабилна мултиетничка демократија, но и тешкотиите на кои најде поради грчкото противење на нејзиното уставно име и тврдење дека тоа имплицира територијални претензии. Конгресмените потсетуваат дека Македонија повеќе пати со јавни изјави и измена на уставот го потврди спротивното, како и дека новоизбраниот председател Ѓорѓе Иванов го издвои решавањето на проблемот со името како приоритет. Боријан? Ведран, што предлагаат конгресмените за решавањето на проблемот со името? Подвекувајќи дека Македонија ги исполнила сите критериуми за членство во НАТО, дека учествува во мисијата во Авганистан и служи како логистичка база за НАТО силите на Косово, групата конгресмени изразува задоволство од изјавата на председателот Обама на неодамнешниот самит на НАТО за натамошната американска заложба за членство на Македонија во Алијансата. Соединетите американски држави мора да продолжат да ги охрабруваат нашите пријатели Грција и Македонија да седнат заедно и да се договорат на заеднички пат кон мир, помирување и партнерство во развојот на Јужниот Балкан, стои во писмото. Конгресмените искажуваат и подготвеност да се работуваат со државната секретарка Клинтон на постигнување брзо и праведно решавање за прашањата како што е спорот со името, со цел да има стабилност, просперитет и правичност за сите луѓе во регионот. Боријан? Ведран, ти благодарам за ова вклучување во студио 2, одиме понатаму. Државата ги одложи санкциите за угостителите кои нема да го воведат европскиот систем ХАСАП, но врската тој да се спроведе останува, бидејќи санкциите кога тоаш ќе бидат спроведени. Но во меѓувреме се јавија многу лажни агенции кои нудат сертификати за ХАСАП системот, но нив нема кој да ги санкционира. Сашка Цветковска истражуваше на оваа тема во емисијата Еврозум.